долг временски период македонскиот народ го дели овој простор со еврејскиот раселен народ. Нивни видни представници оставили историски белег во историјата на Македонија. Штип, познат како град под Исарот и град на евреите. Распространет на Брегалничката котлина ја зафаќа територијата на средното подрачје на реката Брегалница. Представува град со богато минато. Голем број патеписци минувале низ него и оставале вредни забелешки, опишувајќи го како убав и уреден. Убава чаршија и голем број на трговски и занечиски дуќани, улици уредени плоштади. Сите имале добар соживот со жителите во Штип, град во кој евреите ја отвориле првата месарница, првата кебапчилница, првата аптека. На големо и мало имале повеќе магацини и 27 дуќани со кои ја држале главната трговија со брашно, кожа, со свила и слично. Според зачувани историски податоци, во 1930-тите години имало околу 5000 жители, од кои 530 биле евреи. Тие биле сместени во нивното маало, кој ден денес се наоѓа под падините на Исарот. Присуството на еврејските семејства во Штип се спомнува уште во 1519 година, што значи дека евреи во Штип започнале да се населуваат по само 21 ден талкање по светот, по нивното протерување од Шпанија. Според пописот, организиран во 1570 година, еврејската колонија во Штип се намалила на 21 семејство со 11 неженети лица. За ова намалување на бројот на евреите не се забележани посебни коментари. Како бегалец од бугарскиот фашистички окупатор, Исак Сион го спасува својот живот. Човек, преку кој што може да се види болката, страдањата на евреите во тој период. Пренос на случувањата од тоа тешко време. Неговото животно патешествие представува вистинска слика на една отворена напатена душа. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. 16 април 1916 година внесов радост во домот на моите родители Барух и Мари. Внесов нова надеж за посреќен живот. Татко ми и мајка ми секојдневно со нетрпение чекаа да заврши војната и заедно со мене да се вратат во родниот Штип. Мајка ми повторно забремени. Тоа и создаваше посебна грижа. Во една соба таа мораше да готви, да пере, да пречекува гости и да спие. На 17 декември 1917 година на свет дојде и мојата сестра Стела. Таа донесе среќа, но и дополнителна грижа на татко ми Барух, бидејќи мораше да се снаоѓа за да го прехрани своето семејство. Конечно, после 2 години исчекување пристигнаа и нашите визирани пасоши и преку Велес се вративме во Штип. Во Штип започнавме нов живот, нова страница. Татко ми почна да го работи својот трговски занат. На големо продаваше цигари, зејтин, сол и други артикли. Мајка ми стана права домакинка. Јас со новите другарчиња многу брзо се навикнував на новата средина. Чувствував дека овде доправа ми почнува животот. Моите родители се трудеа на секој можен начин да ни обезбедат подобри услови за живот, иако трагите од војната се уште се чувствуваа. На 22 април се слушна плачот на моето новородено братче, на кому му го дадоа името Аврам. Во меѓувреме јас по големиот дел од денот го минував заедно со своите другарчини Самуил Јакар, Исак Леви, Давид Леви, но и со децата од христијанска вера, со браќата Трајко и Салтир Кошевалиски, Лјупчо Ефремов, Тошо Арсов. Заедно го поминувавме времето по улиците капејки се во реката Брегалница. Заедно со нив се качував на Исарот, од каде што се гледаше панорамата на Штип. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste
Addio, addio querida, no quiero la vida, me la me gratis tú. Овде, под разорнатите кули игравме криенка и фрлавме канања долу во клисурата. На 7-годишна возраст изразив желба да одам на училиште и ме запишаа во основното Кирил и Методи, што се наоѓаше до црквата Свети Никола во близина на еврејското маало. Addio querida, no quiero la vida, me la amargates tú. На 14 ноември 1923 година се роди и мојата сестра Матилда. Нејзиниот плач не ми пречеше во учењето. Со одличен успех завршив трето и четврто оделение. Во учебната 1926-27 година се запиша во први клас гимназија и се зачлени во литературната дружина Напредок. Со станоците на дружината ги отражувавме по потреба, а на нив редовно читавме книги од Лав Николаевич Толстој, Иго и други. Но во 1929 година гимназијата во Штип беше укината, па морав моето школување да го продолжам во Скопје. Таму завршив во 1934 година и се вратив во Штип. Почнав да работам како книговодител во дуќанот на татко ми, а во вечерните часови излегував со Пепо Леви, Тошо Арсов, Салтир Кошевалиски, Хаим Леви. Есента 1935 година се јавив на еден конкурс за млади приправници во банката во Белград. Ме примија и бев 13-ти поред и распореден за работа во филијалата во Љубљана. Овде станав член на Комунистичката партија на Југославија. За време на априлската војна бев мобилизиран и од Љубљана со воз ме испратија во Сарајево. Овде се пријавив во војната единица, но командирот на четата на мене и на сите нови резервисти ни нареди да се вратиме во своите родни краишта. Гладен и ненаспан, криејќи се по ридови и долови, по 8-дневно талкање стигнав во Скопје. Се беше разурнато, згради, дуќе. Се сместив кај тетка ми Бела Наваро, чија куќа за среќа не беше урната. Останав околу 2 месеци и решив да се вратам во Штип. На 4 октомври 1941 година бугарските окупатори донесоа закон со кој на евреите им беше забрането да се занимаваат со индустрија и трговија. Татко ми беше принуден да го затвори својот дуќан, од каде што го вадеше парчето лед. Бугарската фашистичка влада уште повеќе го стегаше обрчот околу евреите во Македонија. На 22 август 1942 година започнаа подготовките за ликвидирање на евреите од Македонија. Истата година, од 29 септември, сите евреи беа задолжени да носат жолта Давидова ѕвезда зашиена на десната страна на градите. Ни беше забрането и да посетуваме дуќани и други јавни објекти. И јас бев должен да ја носам жолтата Давидова ѕвезда на градите. И тоа ми представуваше тешкотија на душата. Во втората половина на 1942 година, бугарските власти донесоа наредба со која ни се ограничи движењето во ноќно време од 21 часот до 6 часот наутро. До 10 март 1943 година немавме никаква информација дека евреите ќе бидат депортирани. На 11 март во раните утрински часови бугарската војска почна да се распоредува по градот. На сите еврејски семејства тогаш им беше наредено да се облечат и да соберат по нешто на брзинка во своите куфери и во рок од 1 час да бидат на плоштадот. Плачеше и старо и младо. Кога се соочивме со тоа трагично утро, со брат ми Аврам направивме план да се префрлиме во некој од соседните куќи и таму да се засолниме. Но не успеавме, бидејќи пред секоја куќа имаше стражари. Бевме принудени и ние да излеземе на плоштадот. Таму, окупаторските полицајци почнаа да не стројат по 25 души и со страша да не водат кон железничката станица. Во групата во која бев јас, беа и моите сестри Стела и Матилда и брат ми Аврам. Кога го поминавме камениот мост на река Брегалница, на еврејски му предложив на мојот брат и на други помлади евреи да ги нападнеме стражарите и да се спасуваме со бегање. Но на овој мој предлог некој од групата се спротивставија, велејќи дека тој потек е многу опасен. Кога изминавме 100 метри од камениот мост, едно дете од групата излезе да врши мала нужда.
Бидејќи стражарите не го спречија, тогаш излегов и јас во ендекот покрај патот, наводно да вршам голема нужда. Стражарите не ме спречија во мојата намера. Групите евреи една по друга се упатија кон железничката станица. Кога замине последното бугарско возило, тогаш се стрчнав нагоре кон реката. Ја прегазив и поминав на левиот брег. Се засолнив меѓу дрвјата близу реката и чекав да се стемни. Од градите ја изводив звездата за никој да не ме препознае. Кога падна мрак, отидов кај Фирус Демир. Мајка му ми даде јадење и сува облека. Но поради опасноста од претрес ме засолни во една вила во Суитлокот, а утредента повторно ме врати во неговата куќа каде што престојував 3 дена. Потоа неколку дена престојував кај Страшо Рибарски и Трајко Ставрев. Мојот престој во секоја куќа носеше опасност за семејството кое ме чуваше, бидејќи беше издадена наредба секој кој ќе чува евреин ќе плати со глава. Морав да живеам во длабока и легала и да се движам по градот само во ноќните часови. После известно време од депортацијата, бугарските окупатори почнаа да ги уриваат сите еврејски куќи. Урената беше и нашата куќа, која се наоѓаше на улицата Тодар Лазаров, број 24. Тажно го гледав разурнатото еврејско маало. Додека бев на работа во Скопје, ја запознав и мојата сопруга Љубица Дуковска и стапив во брак со неа. Ни се родеа 2 дечиња. Синот го крстивме по брат ми Аврам, а керката по мајка ми Миријам. На 20 февруари 1950 година ме преместија на служба во Белград. Таму живеев под кирија, а потоа се преселивме во стан во Нов Белград на улица Гандиева, број 154. На 16 мај 1950 година бев именуван за вице-гувернер на Народната банка на ФНРЈ. Големо внимание посветив и на своето семејство, особено на синот Аврам и керката Миријам. Еврејските гробишта се единствената трага од некогашното постоење на еврејски народ во Штип. Холокаустот го направи градот посиромашен за една култура, една традиција, една религија, за еден јазик, за еден народ. Гледајќи ја венчалната слика на зидот, се присетувам на 25 мај 1995 година, кога престана да чука благородното срце на сопругот мој. Чесен и искрен човек, кој уживаше во кругот на семејството, во кое наоѓаше смисла за корените. Тој знаеше дека мрачните сили не може да сотрат цел еден народ. Тој знаеше дека од пепелта ќе никнат грањки, а од грањките ракулци. Нашите синови, керки, нашите внуци и потомци, нашите мултиетнички деца. Луѓето се многу необични суштества. Тие се единствените животни што можат да го осетат текот на времето и нивниот неизбежен крај. Ја замислувам човековото душе како затемнета соба, во која живеат два близнака, затворени во вечен конфликт. Ако оваа соба би била осветлена, би покажува секогаш постоечкиот потенцијал за милосрдие, сочувство и емпатија. Но ако го помртнеме светлото за само 1 милиметар во која било насока, ќе пронајдеме бескрајниот капацитет за себичност, омрза, гордост и највеќе од се насилство. Ве оставам со оваа мисла. Havana gila, Havana gila, Havana gila venismaha. Havana gila, Havana gila, Havana gila venismaha. Havani ranina, Havani ranina, Havani ranina venismaha. Havani ranina, Havani ranina, Havani ranina venismaha. Uruachim, Uruachim elesamea, Uruachim elesamea.
from the top of the Easter Hill, a message of wisdom, Peace, freedom, dignity, tolerance, respect, love, happiness, joy.